Со звуците на интернационалата во свечено украсената голема хала на новото Скопско сајмиште, денеска започна со работа 9-тиот конгрес на Сојузот на синдикатите на Македонија. Конгресот предпладнето работеше на пленарна седница, а попладне делегатите ја продолжија работата во 3 комисии. На конгресот присуствуваат околу 800 делегати и гости, меѓу кои и другарите Ангел Чемерски, Видој Смилевски, Лазар Колишевски, Благој Талевски, Бошко Станковски, Благој Попов, Боро Денков, Драголюб Ставрев, Филип Брајковски и други општествено-политички, јавни и културни работници од Републиката. Конгресот го следат и председателот на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија Мика Шпилјак, како и делегации на Сојузот на синдикатите од сите републики и покрајини. Откако беше утврден дневниот ред и беа избрани работните тела на Конгресот, реферат за задачите на Сојузот на синдикатите на Македонија во натамошниот развој на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи поднесе Джемаил Вејсели. Времето на одржувањето на Конгресот, рече тој, е време кога како императив се налага конкретна творечка акција на сите за доследно реализирање на сето она за што се договоривме. На тоа посебно не обврзуваат пораките на другарот Тито, искажани на 7-миот конгрес на Сојузот на синдикатите на Југославија, нагласи Вејсели. Во продолжение, тој се осврна на обидите за негирање на нашата револуционерна борба и револуцијата и рече дека во соседна Бугарија продолжува познатата политика на негирање на македонското национално малцинство со истовремено величење на непријателите и предавниците на македонскиот народ и на другите југословенски народи и народности. Джемал Вејсели зборуваше и за задачите на Сојузот на синдикатите во натамошниот општествено-економски развој. По образложението за предлог статутот на синдикатите на Македонија, што го поднесе Кицо Нонковски, делегатите на Конгресот ги поздрави и им пожела успешна работа председателот на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија Ангел Чемерски. Задржувајќи се на сегашното и идното действување на Сојузот на синдикатите во рамките на севкупната општествено-политичка акција на организираните социјалистички сили, Чемерски истакна дека синдикатите се интегрален дел на општествениот систем и најширока и единствена класна организација во действувањето и акцијата на работничката класа. Во своето действување, синдикатите непосредно се поврзуваат со Социјалистичкиот сојуз како единствен фронт на социјалистичките сили начело со Сојузот на комунистите. Затоа, нагласи Чемерски, комунистите во синдикатот треба да бидат во првите борбени редови и да го покренуваат целокупното членство за непосредна акција. Попладнето, Конгресот ја продолжи работата во 3 комисии. Комисијата за натамошен материјален и општествен развој и развој на социјалистичките самоуправни односи, со која председаваше Милорад Антевски, секретар на председателството на Сојузот на синдикатите на Македонија, уводно излагање поднесе Ванчо Близнаковски. Тој најнапред се осврна на резултатите остварени во досегашниот период. Меѓу 8-миот и 9-тиот конгрес на синдикатите на Македонија е остварен значаен напредок во материјалниот и во социјалниот развој на републикава. Меѓутоа, зад глобалните резултати никој нема право да ги сокрива конкретните слабости во извршувањето на врските и задачите, особено кога се знае дека нашиот развој и натаму го следат мощни сложени и актуелни проблеми. Присутна е, подлеше Близнаковски, недоволна свртеност кон собствените можности во рационалното користење на производствените капацитети, недоследно се остваруваат договорените обврски и утврдените задачи, планираната стапка на продуктивноста не се остварува, бавно се надминува неефикасноста во инвестирањето, се пролонгираат роковите за израдба и се присутни високи пречекорувања. Не се за подценување и проблемите кои произлегуваат од бавното усогласување на стопанскиот систем со уставните промени. Потоа Близнаковски рече: политиката за динамичен, рамномерен и стабилен економски и социјален развој на републиката, што ја усвоихме како наша трајна ориентација, може да се остварува само преку добро организирани и континуирани напори за рационално искористување на капацитетите, природните и човечките ресурси, позабрзано поврзување на трудот и средствата и врз таа основа интегрирање на интересите и целите на здружените работници, подобрување на степенот на доработката и зголемување на бројот на финалните производи со поголема конјунктура и приспособеност кон современите барања на домашниот и светскиот пазар, позабрзан развој на сопствената суровинско-енергетска основа и сл. Посебно мораме да се бориме за такви програми на развојот кои ќе обезбедуваат постојано зголемување на продуктивноста на трудот, доходот и стандардот на работниците, зашто времето во кое живееме бара од нас повеќе и квалитетно да работиме и произведуваме, а рационално и помалку да трошиме.
Само на тој начин може да се успее да се неутрализираат последиците од инфлацијата и да се обезбеди натамошен динамичен и всестран развој на Републиката. Секоја потрошувачка без реална материјална основа треба да се осудува како противуставен акт и однесување. Второ, вработувањето и вработеноста и покрај мощне значајните напори и остварените резултати и натаму ќе остане мощне сложен и тежок општествено-економски и социјален проблем на нашиот материјален развој, но во исто време и негова потенцијална можност. Тоа наложува, не напуштајќи го основниот курс на развојот во кој се содржани примарните решенија за трајно и целосно работно активирање на населението, ангажирано да се работи за позабрзано реафирмирање на работната сила во развојот, за поадекватна комбинација на капитално и работно интензивните методи во развојната политика, за максимална усогласеност помеѓу целите на развојната политика и мерките на стопанскиот систем, во плановите на развојот да биде содржана и јасно нагласена ориентацијата за целосно и рационално користење на постојните капацитети. Ваквата ориентација да биде поддржувана со мерките на инвестиционата политика. Само врз таа основа самоуправното стопанство ќе биде во состојба да остварува оптимален пораст на производството и вработеност. Во продолжението Близнаковски се задржа на напорите што се вложуваат за поврзување на науката и научно-истражувачката работа со стопанството и нестопанските дејности. Тоа е неопходно за извршување на политиката за остварување современа производствена структура, динамичен развој, повисока индивидуална и општествена продуктивност на трудот и зголемено вработување. Успешното остварување на политиката за динамичен и всестран развој на Републиката, рече Близнаковски, зависи пред се од остварувањето на основната цел на нашата определба за самоуправен социјализам, работниците во здружениот труд да бидат активни субјекти и носители на сите функции во општеството. На крајот од своето излагање Ванчо Близнаковски рече дека самоуправното спогодување и општественото договарање нема алтернатива во уредувањето на односите и усогласувањето на интересите на работниците во сите сфери и на сите нивоа од општествениот живот. Во афирмирањето и примената на овој метод, синдикатот има посебно место и општествена одговорност. Во обемната дискусија што се водеше потоа, учествуваа голем број делегати. Никола Радев, делегат од модната конфекција Астибо од Штип, во својата дискусија накратко се задржа на резултатите што се постигнати во оваа организација во унапредувањето на социјалистичките работни односи. Изминатата година покажа видни и оправдани резултати во доменот на работењето и самоуправувањето. Се дојде до многу позитивни сознанија дека во Астибо повеќе треба да се вложуваат напори секаде каде што се остварува производствен процес и резултатите се мерливи, да се изврши конституирање на нови основни организации на здружениот труд. Со тоа и во оваа работна организација ќе се воведат во дело поставките на новиот устав. Животните и работните услови на работниците и целиот комплекс на прашања од социјалната политика во периодот помеѓу двата конгреса се наоѓа во средиштето на акцијата на членството, организациите и органите на синдикатот. Тоа е период на конкретни иницијативи за разрешување на многобројните прашања од непосреден интерес на работните луѓе, период на изостување на работничко-класниот приод во изградувањето на јасни идејно-политички ставови на социјалната политика и време во кое ги одбележуваме и резултатите од нејзиното остварување. Ова меѓу другото го истакна Панче Миркуловски во своето уводно излагање што го поднесе пред делегатите во Комисијата за животни и работни услови. Говорејќи во оваа насока, Миркуловски понатаму истакна: Затоа, настојувањето на организираните социјалистички сили, а особено на синдикатот, да се одржи реалната вредност на личните доходи и нивното зголемување непосредно да се поврзува со порастот на општествената продуктивност на трудот, а во распределбата да се остваруваат началата за распределба според резултати на трудот и подостојното остварување на социјалистичката солидарност, представуваше и се уште представува борба за доследно спречување на разликите што не се резултат од трудот, како и совладување на тенденциите за урамниловка, која сериозно го заврзува стремежот кон зголемување на продуктивноста на трудот. Општественото договарање и самоуправното спогодување станува основен метод за реализирање на принципите во распределбата на доходот и личните доходи. Нивното натамошно доградување и усовршување мора да поаѓа од потребата за изградување на критериуми што ќе го афирмира трудот,
тој да станува основна претпоставка за обезбедување на материјална и социјална сигурност на работниците. Уредувањето на меѓусобните односи на работниците во здружениот труд и нивното постојано унапредување врз начелата на взаемност и солидарност треба да придонесе и за остварување на нивната уставна обврска за отвореност на здружениот труд спрема сите оние што се подготвуваат или се подготвени и чекаат да го остварат правото на работа. Затоа, во уредувањето на правата и обврските на работниците во здружениот труд, мораме да ја зацрстуваме нивната одговорност кон трудот и општествените средства, како и остварување на уште поактивен однос во борбата против самоволијата и узурпациите на правата. Во таа насока, во центарот на нашето внимание мора да биде прашањата сврзани со стекнување и престанок на својство на работник во здружениот труд и заштитата на општествениот имот. Во напорите за подобрување на животниот стандард, Миркуловски особено истакна дека посебно место завзема по забрзаното решавање на стамбените прашања на работниците. Евидентно е дека во последните години во стамбените односи и во стамбената изградба се постигнати забележителни резултати. Во меѓуконгресниот период се изградени 30.300 станови, а учеството на непосредните производители во распределбата на станови се зголемува. Во тие рамки се изградени и разделени 715 стана за работници со ниски семејни приходи, а до крајот на годинава ќе бидат завршени уште околу 1500 стана. Со формирањето на самоуправните интересни заедници за станување се менуваат општествено-економските односи во оваа област, во кој се вградува целокупната акција на солидарната стамбена изградба со работничко-класни критериуми во насочувањето и користењето на општествените средства за оваа намена. Меѓутоа, и покрај постигнатите резултати на оваа подрачје, се уште сме соочени со многобројни проблеми. Обемот на општествената стамбена изградба не задоволува. Интензитетот на изградбата не е во сразмера со нараснатите потреби. Дејството на инфлацијата влијае врз цената на станот и го намалува обемот на стамбената изградба. Недоволната организираност и несинхронизираност ја намалува ефикасноста на стамбената изградба. Таквата состојба и движењата ја нагласува нашата обврска за уште поорганизирано действување за доследно реализирање на ставовите на 10-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија и 7-тиот конгрес на Сојузот на синдикатите на Југославија, според кој обемот на стамбената изградба да расте побрзо од стапката на реалниот пораст на националниот доход во општествениот сектор. Тоа бара стамбената изградба да се вгради во долгорочните, среднорочните и тековните планови и програми за развој на организациите на здружениот труд, во самоуправните интересни заедници и во општините. Едновремено и натаму да се изградуваат критериуми за распределба на станови и за остварување на економската и социјална функција на станарините. Панче Миркуловски, понатамо во своето уводно излагање, рече дека во натамошното ангажирање синдикатот треба да се залага за остварувањето на постојан и стабилен пораст на животниот стандард на работните луѓе, што е една од основните цели на севкупниот општествен и материјален развој во нашето социјалистичко самоуправно општество. Во широката дебата по уводното излагање беше истакнато дека во поголемите организации на Сдружениот труд, особено во производствените, активноста е насочена кон зголемување на ефикасноста на стопанисувањето и врз таа основа кон зголемување на ниските лични доходи, субвенционирање на исхраната, сите видови на одмори и рекреација на работниците и решавање на стамбените проблеми. Пред организациите на Сдружениот труд во образовните установи и организацијата на синдикатот престои крупна задача за создавање можности од материјален карактер за згрижување на децата во дневен престој во училиштата кои главно се организирани по изведувањето на наставно-воспитниот процес. Утре комисијата ја продолжува работата. Во Конгресната комисија за организациона, политичка и кадровска изградба и статут уводно излагање поднесе членот на председателството на Сојузот на синдикатите на Македонија Томе Николовски. За успешен развој на социјалистичките самоуправно-економски односи е потребно организационо, политичко, кадровско и акционо јакнење на синдикалното членство, истакна Николовски. Зборувајќи за натамошната конкретна акција, тој рече: Активностите за натамошно организационо политичко оспособување на синдикатот мора да бидат насочени пред се кон јакнење на основната организација,
зашто во неа се води битката за нови самоуправни продукциони односи, за создавање и распределба на доходот и за решавање на сите прашања од непосреден и заеднички интерес на работниците. Таа мора да стане поидовна основа на действувањето и организирањето на целата организација. Во таа смисла, особено е значајна улогата на општинските органи на синдикатот. Без нивна соодветна и конкретна помош, основните организации не ќе бидат во состојба секогаш успешно да ги остваруваат своите сложени задачи и обврски. Во остварувањето на вкупната функција на синдикатот, кадрите и кадровската политика заземаат едно од најзначајните места. Неоспорно е дека од квалитетот и способноста на кадрите во раководството на синдикатот во голема мера зависи успешното организирање на акциите и неговото вкупно действување. Сегашните заложби и сознанија недвосмислено поаѓаат од тоа дека кадровската политика мора да се изградува и реализира како основна функција на натамошното организационо, политичко и акционо способување и интегрален дел на практичната акција и ангажираност на синдикатот. Тоа значи дека во раководството, покрај тоа што треба да се избираат членови, јасно определени за идеологијата и политиката на Сојузот на комунистите, тие треба да бидат и способни организатори кои политиката и ставовите успешно ќе ги претвораат во конкретни акции на членството. Со последните избори за нови органи и раководства во организациите на Сдружениот труд, општините и Републиката, постигнавме значајни резултати. Меѓутоа, потребата за постојано кадровско јакнење и оспособување на организациите и натаму мора да биде составен дел на содржината на активноста и вкупната општествено-политичка акција на организацијата на синдикатот во целост. За успешно остварување на својата функција и улога, синдикатот мора постојано да обезбедува единство на акцијата со другите општествено-политички организации, а пред се со Сојузот на комунистите. Потоа Николовски истакна дека во Социјалистичкиот сојуз, како единствен фронт на сите организирани социјалистички сили, синдикатот има мощна значајна обврска, постојано да иницира прашања кои се од животен интерес на работничката класа, да остварува политичко и акционо единство со другите организирани социјалистички сили и активно да учествува во остварувањето на утврдената политика. Зборувајќи за соработката на синдикатот со синдикалните и работничките движења на другите земји, посебно со неврзаните и соседните земји, Николовски рече дека синдикатот тргнува од трајната определеност на нашата земја за неврзана и независна политика, заснована врз принципите на рамноправност, почитување на независноста и суверенитетот и немешање во внатрешните работи. По уводното излагање се разви широка дискусија. Констатирано е дека со целосното опфаќање на членството во работата на основните организации на синдикатот подобрена е организационата поставеност. Проблематиката со која се занимава синдикатот во базата непосредно е поврзана со најсуштествените прашања на работните луѓе. Ова го овозможи, беше речено во дискусијата, покрај другото и политичкото издигнување на работниците преку школите за самоуправување, политичките школи и разните форми на марксистичко образование. Повеќе делегати подвлекоа дека синдикатот посебно се залага за ангажирање на младите работници во својата политичка акција. Секако, ова е уште еден од елементите што придонесува за кадровското и акционото јакнење на синдикатот. Утре предпладне Конгресот ќе работи по комисии, а попладнето во пленар